Toyota возила? Нормално. А користени возила? И користени возила. А нудите лизинг? Toyota Flexi Leasing. И за користени возила? И за користени возила, да. Автоодговорност, патничко осигурување, зелен картон, касо. 50% попуст. А гаранција? 10 години гаранција, 10 годишна бесплатна грижа за хибридната батерија. Купен? Па ви честитам. Па и на ваша глава. Ајде. Добро дојавте во уште една епизода од Еден на еден. Во оваа епизода ќе се потсетиме на најдобрите моменти од Само момент. Кој ми звони веќе? Ало? Да. Рис Флауер. Нека дојде гостин, ајде, добро. Добро, да. Океј, бе, зашто не? Ајде. Се извинувам. Тоа е, знаете, емисија во живо, нема да биде само најдобри моменти, значи ќе биде ете и Рис Флауер да си запишам гостин, а во останатиот дел ќе имаме и најдобрите моменти. Се извинувам. Само. Знаете. Ало. Па на снимање сум, ако може малку... Кој? Фанг Шуй. Нека дојдат. Важи. Да, бе, да, не е проблем никаков, да. Ајде. Важи. Извинете, само да запишам, значи Рис Флауер и Фанг Шуй ќе дојдат во оваа емисија, ама сепак тоа нема да биде се, бидејќи ќе имаме и најдобри моменти од... Само момент, си. Кажи. Јана Бурчевска дали нека дојде, бе, брат, слободно. Да. Ајде. Баш супер. Ке има место, да. Ајде. До кај застанав? Сакав да кажам дека во оваа епизода ќе се потсетиме на најдобрите моменти од... Значи, пак телефонот, се извинувам. Ало? А не овој телефон, фиксниот е. Ало? Да. Децата од мюзиклот Малата сирена, да бе да викнете ги во емисија, нека дојдат. Ајде, чао. Добре дојавте, дами и господа, нова епизода од сезона 14 Еден на еден. Додека веќе со мислите, можеби сте во 1 мај, ние денеска имаме подготвено една многу интересна колажна емисија со еден куп гости. Првите се веќе подготвени и за тоа да не должиме многу да одиме со кратки пораки од Еден на еден. Партнерите за денес ви препорачуваме чај од Камилица, Good Nature Камилица, кој мами со својот мирис и ги обзема сетилата. Уживајте како да сте на неоткриени ливади во секоја шолја чај Good Nature од Камилица, соодветен за секоја пригода. Навистина Камилицата заслужува почесно место меѓу вашата колекција чаеви. Ако сте уморни од користење брашно што дава неконзистентни резултати, уникатниот спој на пченица и процес на мелење гарантира дека секоја врекичка брашно е конзистентна по квалитет, што го прави совршен избор. Кој е тоа? Моето брашно од Кадино е навистина број 1. А М-Кеш се веќе 8 години меѓу нас. 8 години даваат пари и тоа го прават најдобро. Земете кредит до 31 мај и можете да освоите 100.000 денари. Се разбира во кеш. Дознайте повеќе и аплицирајте во продавниците за пари низ цела Македонија или онлайн на mcash.mk. Ние за кратко продолжуваме, а најдобрите со најбрза достава и најљубезни доставувачи имаат многу промоции со бесплатни достави во било кој период од денот, дали за доручек, ручек или за вечера. И да го поздравиме нашиот пријател Велибор Џаровски Џаро, тој деновиве ќе издаде нова книга
со наслов Джаро, живот на коцка. Ке може да ја најдете на сајмна книга од 4 до 10 мај во Арена Борис Трајковски и сите книжарници на издавачкиот центар 3. Ова е книга што ќе се чита во еден здив, треба да си ја набавите. И за крај, пред да одиме со гостите, ќе пуштиме еден трейлер. Дел од трейлерот на Нешто сладко, најновата романтична комедија со Сашко Коцев и Јелена Јованова Перич во главните улоги. Филм на нашиот пријател Тин Водопивец од Словенија. Филм со многу интересни пресврти, забавни заплети, ќе го гледате премиерно во Синеплекс од 6 мај. Еве дел од филмот. Ace Majstorovski! Ovo je moj dobar drugar Gogi. On je najboljši slačičar u gradu. Ruseo, možete maknuti naočale? Dobrodošli u Radisson Hotel. Zdravo. Daj budi ono malo, budi malo pozerčina. Nosi tu torbu, ajde. Blizu, radit ćemo na tome. Продолжуваме ние и првите гости ни се веројатно омилениот бенд на целата екипа од 1 на 1. Тука се Фанк Шуи! Ете така. И за да биде комплетен составот, треба да се придружи Мартина и да го остави бендот. Ете така. Фанк Шуи никогаш пак е најновото нешто, има буклет, има оно, има и касета. Касета. Тоа е веќе нешто. Кој му текна прв? Абе, ајде да извадиме и касета. Кој беше прв што рече да? Не. Како се прави во денешно време касета? Во денешно, па не знам, сите коли што сум ги имал до сега со исклучок на една, има касетофон внатре. Да. И касета ми се супер асоциација на многу убави време. Ама како да се прави физички? Кај одиш? Кај нешто? Па имаме Да. имаме канали за создавање на касети. Немој да ги кажуваш. Фала што ме викна. Едни од најдолго очекуваните концерти беше овој последниот ваш во Скопје, направивте 2 концерти. Дали вие си поминавте така добро да го ставите тој настав во Скопје меѓу топ 5 примерно кариера? Дефинитивно. Да. Енергијата беше така. Убави на различен начин. Како на пример? Па не знам, првиот беше енергичен, беше стварно прв и нас не беше многу возбудливо, вториот бевме посмирени малку, беше поинтимен, Ти лично поразлично. кога се осети дека излупа подобро? Може би вториот. Ете така искрено. Искрено. Видиш како Само добро. искрено. Само искрено. Само вистина. А во Загреб, кога сте ја пеле Невреме, се направило онакво, како го викаат конга, трейн, whatever, како да го викаат, тоа не знам. Вовче. Зошто се прават на таа песна, вовчиња се прават? Па да, веројатно. Таа беше замислена да биде пола невреме, беше напишана за време на невреме, само што почна дуе да врне и затоа крстивме невреме и текстот беше испровоциран од моментот кога се ствараше, нели, стварањето на песната. А во меѓувреме има ритам на воз, пошто просто двојка би требало да е ритамот по која што се разбира Мартина, потврди? Да, може и деки Двојка. дури да го изсвири. Ако Ако може. Може да го изсвириш со нотата. ДЦ. Да. Во некоја следна прилика. Браво да бенди. Бенду наш. Сега, драги е... Да, се направи Вовче, да те да, прекинам, ајде, ќе ме ајде. извиниш. Вовче имаше во... Па нели во рече Загреб. дека тоа е таков е ритамот и тоа е вовчето. И Вовче имаше. Да, и екшел Ритамот ги вовче доаѓа. асоцираш, уствари, буквално... А на друго како место се народен ден. случило или не? Не, како на роден ден кога се редат деца. Ама таква беше атмосферата. Имаше билдап и навратија на 2, 3, 4, 5, 16 биса.
И на 2, 3, 4, 5, 16 од бис веќе се изгуби контрола, беше Да, вторник да. навечер, не беше воопшто очекувано да има луѓе или било што. И бевме изненадени со вовче. Никој не беше згазен. Подобар подарок, амин, од публика. Па реално, што да Да, да. Некој толку добро да се Не, помине, знае да те врати на подар- 10 знае, биса. Има различни подароци публиката. Што Кој- знае да даваат вака? Уф, па не се тие ствари. Ако да што се, како не се? Не може да ги вербализираш баш, али повратокот од тоа што ти го дава публиката. Секој случај е различен. Ова е сериозно. Физички, веќе не е. материјални нешто, подароци што се специфични. Бомбони имаме, Ете, подарок, добро. срциња, писма, Неколку неколку имаш и homemade cookies, помтон. домашни Како Чорапи. како од исцелител или не? чорапи. Не. Добро, види, не знаеш. Културна лига. Се што може да се случи. Кај не сте свиреле луѓе, мислам. Од Англија до Да, јаме свирам. имате свирено. Бога ми го Во Англија и во 1 на 1. Во 1 на 1, да. Ај пример за Англија. Кај бевте во Англија? Ливерпул и Лондон. И Лондон. Значи кај Битлси и кај кој све не од Лондон. Охо. Кај сите. Кај си. И добро, сите како подома. како стига тоа? Знаеш, бара некој ваш агент па ви договара, како оди тој момент? Да, генерално. Кога ќе почнеш да работиш, веројатно треба известна инфраструктура да се воспостави за како ќе функционира бендот, пошто е многу слична работа на било која друга работа, дали е тоа логистичка компанија, дали е тоа Ама некој се нели има инди, има кај нас не дека има кој знае колку лейблс па има нешто. нешто. Има нешто, има и многу работа, и многу труд, и многу жртви, и многу вложување, читаме ги редо. Така. Така што Се има жртва во транспортот, пример? Во сум патувањето? чул- Сум чул дека некои двајца имаат позади во едно комбе поминат од цел автопат од Лондон до Ливерпул, нема да ги именам А кои ќе се, ги погледнеш ли дискретно? Ќе ги погледнам. Кој Кои се? Другиот не можам да го погледам А бидејќи кој вози, пример? Кој вози? Тој што е задолжен за хоспиталите да не биде домакин во. Значи англичанец локал? Да, Добро. Уште до нашиот англичанец. да. Локал. Поздрав до локалниот шофер. А А за балканска ние кога турнија спиевме позади во комбето и кога се под... Тажното треба за тоа. Добре. Тоа. Каде ќе биде балканската турнија? Зашто вие имате еден куп фанови низ Балканот кои што едва чекаат сигурно да ве гледат и гарант ви пишуваат нон-стоп кога тука. Така да ајде ја најавиме кај ќе оди и кога. Сега за сега е букирани се неколку концерти. Сега знаеме за Загреб, знаеме за Подгорица, знаеме за Белград. Смееме Белград? да кажуваме на така. Па да. Да, значи во преговори сме. И И со други. 97,5% се Ќе сигурни се да свири и победат. Македонија. Летоска. Македонија. Македонија. На повеќе На повеќе места, да, Веќе па нешто. И се уште не откриваме, извини. Се уште не откриваме за Македонија, ани за другија места. Многу скоро на нашата Инстаграм страна ќе бидат постирани редоследот на датумите како идат за регионалната турнеја и за домашната турнеја, за која сме благословени и изморени и среќни. Така и треба да биде. Топ. Ај сега вака, да направиме да ве познаат фановите на еден нетипичен начин. Значи ве прашувам прашања поврзани за 1 мај, вие да кажете кој има највеќе шанси член на бендот да е најблиску до фразата од типот. Не дојде на 1 мај, а рече ќе дојде. дефинитивно Лука. Лука. Дефинитивно Лука. Сите сте за мене? Зашто не ви дошол на 1 мај? Не, друго е поентата. Ти ќе кажеш дека ќе дојдеш, а нема да дојдеш. Да, веројатно. Желбата е голема можности да се сепак. Тука, да. Цело време прашува дали ќе има веганска храна. Да, Деле ли мислење? да, ствари, не. Едногласно. Ги смеша. Едногласно. Мија. Едногласно. Претера со пиење. Да. Претера со пиење. Да. Кој има претеран со пиење? Да. Скрос. Да, Потполно. па да. Добро, Тотално. едногласно. Едногласно. Тотално. И прв се фати за инструментот. Тотално. Прв се фати за инструмент. Прв се фати за инструментот. Лука. Одма. Лук. Лука дојде со инструментот. Да, ма не ми дозволеа да унесам, за жал.
ми забранија, ми рекоа дека имал и стварно се прекрасни момците. Би сакал уште еднаш нима ние така нив да го насочам што свират тука и да им се заблагодарам за сите моменти што ни ги дадовте вечерва. Thank you за сите вечери што му ги давате на жар. Ја им се заблагодарувам. Да, ете така уште еднаш. Фанк Шуи, ве чекаме на балканската турнеја и нормално македонскиот дел да ве гледаме, така да внимавајте на Инстаграм профилот каде ќе свират ова лето и следете ги. Фанк Шуи е еден од најдобрите македонски бендови веќе подолго време, морам да признам. Да ги спратиме без Мартина. Ајде. Еј, види како е. Знаеш, Абе, да си јавиш. Представуваше 2017 на Евровизија во Украина со Денса Лоуна, сега пее Home Alone, има многу добар спот. Песната е супер. Чујте, ако не сте ја чуле, дефинитивно тука е Јана Бурчевска, Јана! Многу добро. Те пратев на најавата да знаеш. Што? Те пратев на најавата како ќе ме најавиш. Апа! Каква личност? И како беше? Задоволна? добар, Што да. не достигаше? Малку повеќе епитети ми фалеа. Точно, вака да бидам најубавата, искрена. на Супер естрадата, беше, супер, и ти водителка, си супер. единствената водителка подобра од мене. Знаеш, такви некои работи, така? Да, добро. Може да Слушај, тоа е почнеме. заедничко фалење, знаеш, да, заедно фалење. Да, жар еден на еден, Малку многу другиот вреден, 14 сезони, исклучително голем предизвик да се обстои во македонскиот етер. Секоја чест. Како трна со Рима, јас викам жаре да еден многу вреден, секогаш е среден, нешто така дека ќе почне да збори. Дури мислев дека е спремно. Погрешка спремна. Home Alone, добро, Home Да. Alone, окей. Home Alone, срекно мажена, 2 деца, Home Alone. Ради Меколи Калкин ли е ова нешто поврзано? Home Alone, Знаеш, Home Alone. додека се подготвува... Чекај, текстот е твој исто, да си Текстот е кажеме. мој, да, Така, да се разбереме. Во еден здив рефренот ми дојде буквално додека бев сама дома. И сватив дека подсвесно можеби ова некоја порака за Ацо маж ми помалку да искача, не знам. Може би. Не ми отсваќа смешката. Кој како ќе ја разбере? Знаеш. Да, ја да си кажам, вака јавно. Се шегувам, да. Ако сакате малку подлабоко да навлеземе, тоа е една песна која ги опејува стравовите, а во Да. мојот случај најизразени се кога сум сама дома. Така, добро. Значи, една искрена, така, знаеш, како да си копала малку по емоциите за да дојде Сум тоа. копала, да, рак сум во хороскоп, мислам дека и повеќе копам од што треба. Што ги карактеризира раковите? Тарот карти има. Какви се раковите? Многу емотивни? Многу емотивни, многу креативни, посветени на семејството, многу романтични. Преромантични Многу. дури велат. А, така? Многу, да. Добро, многу сме ете, кој има рак, нека му ја мисли. А можеби па и не, можеби е најсреќен на свет. Не знам да прашаме никој во студио. Па еве, не вика, не. Инаку тука е сестра ти, морам да ја поздравам јавно, да. Бурче. Значи, многу најдобрата сестра на свет. Нели тоа се што се случуваше, Да. Евровизија за просување, сите тие такви работи, еве сте сега заедно, ама послабо настапувате заедно. Вие бевте во бенд, па некако како што си се зедовте, како да не свирите заедно. Па, не, тоа се должи на фактот што имаме мали деца. Автоматски логистички е малку поголем предизвик. Кој настапува, другиот треба да чува.
Не може така историја. Добро, добро, добро. Да, воопшто малку да пркне помалото и мислам дека ќе можеме посериозно да се впуштиме. На двајцата ни фали, дефинитивно. Тоа сега да правам. Имаме Дали ти некои недостига? акустични комбинации, ама мислам дека електрик си е електрик и многу ни фали. Па и Да. тебе и повеќе ти лежи. Ми лежи, не ме собира во акустична варијанта, реално. Ова во Мал ми е најновата песна што просторот. слушаме многу убаво, некако многу светски, иако го мрзам тој збор, знаеш, светски, како што Светско, а значи наше? тоа? Да, убаво бе, многу убаво, многу фино, некако така горци кога го гледаш дека е македонско. И сигурно ти го збореле и тоа и други. И Гајле беше ти го збореле, ама Да, ти искрен сум благодарам, стварно. не, ми значи стварно и пресрекна сум што ми се посреки или како да кажам, имав можност да соработувам со прекрасни луѓе. Тука е Драги Иванов. Драги, кој што да го беше поздравиме пред малку, овде го пред гледате малку. како дел од програмата. Драги Иванов ми помогна да и дадам така сериозна, интересна музичка позадина на мелодијата која што ја има во глава. Сето тоа во видеозапис го отслика Ѓорги Вацев и тоа сакам да правам. едно Спотов е чудо така. креативни, Интересен. да, едно чудо креативни млади луѓе. Ми е страв дека ако почнам да ги именувам некого ќе заборавам, но еве ќе се обидам. Елена Василева, Ангела Димитрова, Петар Петковски, Лазар Зафировски, Ивана Деловска која ме дотара ме нашминка, Елена Social Hair Salon која што ме освежи. Опа, добро, добро. Понатаму мојот ветер во грб Галф Македонија, како и Каре и Smart Living, кои ми овозможија сценографијата да биде толку ефектна како што беше. Кој што сте си замислиле веројатно. Така е, Нели? така е, да. Добро. Ти познавајќи те, знаеш, ти не лесно ставаш као штикла на фајнал, може да оди готово, бидејќи си така малку нели да. тераш до детали и слично. Ти беше проблем со ова, зашто знаеш специфично е дека се враќаш условно на голема врата после нешто што пошто сите те знаеме и сигурно имаше притисок као дали ова правото нешто. Да. Знаеш, дали ќе го сватат. Целосно си во право, малку ќе појаснам во кој контекст. Ден Салон е фантастична песна, имав стварно супер фидбек до ден денес. Таа евровизиска публика е многу посебна. Да, Еднаш штом ти пишат, ти е Како штикла, племе се пишано онака. е, да. И мислам дека долго време трчав по тоа чувство, по тој филм, но сватив дека не е во моментов тоа што го носам во себе. И кога го сватив тоа, она копање во емоциите што го коментиравме пред малку, дојдов до договор сама со себе дека сакам и треба да правам нешто поинакво. Се подослободи. Нешто како хомолом целосно и оперирана сум. Многу е убаво тоа чувство, оперирана сум целосно тоа што ќе кажат другите, дали ќе пројде добро песната. Добро, ама Каков сите одзив имаме ќе има? луѓе кои што секогаш им ги цениме мислењата за одредени работи. Ти мора да имаш кој ти беше онака како лакмусов од кого да гарант имаш неколку. Да, имам неколку луѓе во животот. Мојот сопруг Александар Добро. секако затоа што и тој е музичар. Так. Музичар во смисла многу слуша музика и секогаш му верувам кога Така. ќе ми даде добар збор. Мојот татко, кој ме има опремено со безброј различни музички стилови уште во моето детство, многу луѓе, моите колеги од македонската телевизија, тука Да. ќе ја споменам посебно Александра Јовановска, мојата ководителка, колешка, како да ја дефинирам. Така е. Па ја да искористам да ги поздравам твојот татко и мајка. Да, стварно, ние сме пријатели, да вистина. Се надам дека добар сум со Добар Ете, ми си. даде палец у моментот, да. Да, така да, имав среќа да работам со прекрасни луѓе, имам Имаш среќа огромна да имаш поддршка. кој да му речеш чуј и да добиеш онака искрен фидбек, а Да. плюс да знаеш дека тој што ти дава фидбек е експерт во тоа. Да, Бидејќи стварно, значи овие луѓе што ги збориш и татко ти и останатите, значи стварно си знаат музика си ја разбираат едноставно. работата, да. Да, апсолутно. Сега, ние ќе испееме песна, нема да биде нели во оригинал како што е таму, ама ќе помогне бендот. Во блиску до Фул оригиналот. оригинал е? Имавме проба. Леле, ама уживо. Еден гостин наш да дојде како што сака. Абе, готово, добро. И за крај, чисто само пар мемиња од... Мемиња.
Многу ги сакам Никој толку не мемињата. се радувал за мемиња. Да, другарка ми Елена Василева ги правеше мемињата. Сега ова се мемиња за твојата нова песна, така? Да. Ја ќе оставам ти да си ги коментираш како да си водителка на МТВ, да речеме. Ајде, драги гледачи, во продолжение. уште е режија. Режија може. Сега, пази, може има некој што не ги знае мемиња, а најверојатно има, Па знаеш. да, Така да, ајде да им ги мислам објасниме дека исто. ова е премиера на мемињата. ајде да ги знаеме објаснуваме. јас, Елена. Јана Бурча, Dance Alone, Home Alone, дечково долу се поти, не знае која песна попрво да ја пушти, за тоа што едноставно двете се предобри. Значи многу А ги ти сакат кај ќе двете, кликнеш девојка. тука? Абе, се мислиш? Се мислиш? Иако во моментов ќе кликнам на Home Alone сега. Да, јас кликам на Home Alone. Да, така. добро, ајде, next. О, Пријатно. Јана, водителица, певачица. Ама, Мислам дека е јасно, како беше ова Jealous Girlfriend meme? Да, Меме посветено на љубоморната девојка, па еве гледате, водителката е љубоморна на пеачката. А има и зошто би рекол. Ајде следно. Ајде, next. Одлично. Ова е сликовит приказ на чувството кое се надевам дека моите фанови ќе го имаат при слушање на Home Да, Alone. ова всушност во пракса изгледа, знаеш како? А јас сум ваков, инаку бајде. Кога ми се добаѓа Се песна, фиксираш? мислам дека цел ден само таа можам да ја слушам. Да, јас Константно на репит. На Spotify го стискам она, знаеш, кецчето кај што дое, кај што истата врти цело време. И тоа е мојот Spotify за неколку денови нанапред, онака што доаѓаат. Ви благодарам за оваа музичка подлога при коментирањето мемиња, а сега ја слушаме Јана со најновото од неа. Вие секако нели ќе ја чуете како тоа звучи во живо, ама и да го изгледате и спотот. А може ќе пуштиме и од спотот во позадина нешто кратко? Ќе пробаме, може, А рече, може и не ќе видиме. Не знам, нека биде изненадување. Ајде. What if somebody breaks in? What if they come break my chin? What if I'm stuck in the fire? What if I don't survive? What if I can't get away? What if they force me to stay? What if it's all in my head? What if I'm all to blame? Intrusive thoughts, abusive, elusive. Peace, it slips away. A silent room, confusing. I'm losing it. What if somebody breaks in? What if they come break my chin? What if I'm stuck in the fire? What if I don't survive? What if I can't get away? What if they force me to stay? What if they tie me and beat me and leave me to die on the bed frame? On the bed frame, on the bed. What a bed frame. An empty house, but my mind's a crowd. The world goes mute, but then my head gets too loud, too loud. What if somebody breaks in? What if they come break my chin? What if I'm stuck in the fire? What if I don't survive? What if I can't get away? What if they force me to stay? What if they tie me and beat me and leave me to die on the bed frame? On the bed frame, on the bed. What a bed frame. It's lingering under my chest, my skin. It's lingering. Let it in, let it come near you. It's lingering under my chest, my skin. It's lingering. Let it in, let it come near you. Feel the fear, so you're free from fear. Feel
1762 во Скопје пристигнува турскиот трговец со зачини Осман Балик. Уморен од долгиот пат, отишол во одајата да одмори, веднаш заспал, ама чуден сон сонил таа ноќ. Во сонот му дошла ќерката на султанот и му рекла: "За мене ова?" Ево, ова е чај, друже. Браво. А шо зборев? Кога мирисот на пролетта и сонцето се енергија. Кога секој километар во лето значи сила и истрајност. Кога есенскиот дожд е инспирација за успех и среќа. Кога секоја преградка во зима дава сигурност и безгрижност. Сончев витамин во секој ден од годината. Витамин D3 на алкалоид. Повеќе од витамин. Од многу обврски немам време ни за децата. Но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Гладен си, ама ич не ти се готви. Нема ни потреба. Со Кликни Јади, првиот фуд деливери сервис во Македонија. Со над 300 ресторани на избор и различни попусти и понуди секој ден. Сигурно ќе најдеш нешто вкусно и интересно. И ти и останатите 70.000 среќни корисници. Поддржуваш 100% македонски бренд со над 150 вработени. За брзо, сигурно и безбедно доставување на секој можен оброк. Тука за тебе сега и секогаш е Кликни Јади. Не готви, само Кликни Јади. Формулацијата Beauty колаген на Фармавитал содржи високо квалитетен хидролизиран колаген со луѓел, како и витамин С, хијалуронска киселина, боровинка екстракт и дополнителни витамини и минерали. Изгледе совршено. После 8 години се сеќаваш ли како незгодно беше кога ќе земиш пари ти прифали тоа во нова страни 253, а тогаш Ембрз за најдобри М-кеш. Кај си брати? До 31 мај имаш време и знај, секој кредит е во игра, само аплицирај. Многу награди во кеш, секој ќе се радува. Епа лесно е ко песна, М-кеш ко подарува. Пролетна промоција во ординација доктор Анчевски. 20% попуст на третмани за ремоделирање лице, врат и раце со скулптра, радиес и хармоника. Идеален начин да се поттикне создавање на нов колаген и еластин, кои на волшебен начин ќе ги избришат знаците на старење и ќе го вратат сјајот и еластичноста на кожата. Крајниот резултат е долготраен, со природен изглед, на компактност и свежина. Јавете си, закажете термин 02 321 6608. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата?
18 мај ќе има концерт во станица 26, токму така 18 мај и ќе го промовира албумот Flow. Тука е Борис Цветановски или Рис Флауер. Подготвени. Борис Цветановски и Рис Флауер, очигледно е од кај Рис Флауер, нема тука што да губиме време. Нема што да губиме време со тоа. Знаеш колку луѓе ме прашуваат? Ма добро, ма не знаат како ти име и презиме. Нели? Да. Може знаат само Борис, па сега си вика, нели овако. Flow е албумот и ќе се промовира. Што е, да речам, најинтригантно интересно околу самиот албум, пример? Што го двои од други? Што би рекол? 18 мај ќе промовираме, како што најави ти, во станица 26, почеток 21 часот. Ќе настапувам со мојот бенд, Џоле Максимовски, Дино Милосављевиќ, Павле Василјевиќ и Александра Кировска. Ќе се свират песните, албумот го работевме од прилика околу 2,5 години. Да. Машала. И го работевме во едно од најреномираните, најдобрите студија за поп и рок музика во Истанбул. Заедно со екипа од Турција. Ти не си руски нафташ, бе, човече. Зашто руски нафташ? Па глеј, бендот што го кажа преска е врв. Тоа е една работа. Значи бендот што ќе свири врв. Во најдобро студија у Истанбул, јас знам какви се цени у Истанбул да снимаш, не знам? Така. Или има нешто тука друго? Па мислам дека има нешто друго. Ајде, давај, што е тоа? У суштина, проектот ја го почнав во 2018 година, како пред короната, како со одредени креативни идеи со мојот кум Павле Василјевиќ, и кога видов уствари каков потенцијал има тој материјал, се викам како да направам ова да звучи светски. Значи сакав да звучи светски најдобро што може. Тоа треба храброст, знаеш, за да пролонгираш толку многу, пошто ти да речем имаш нешто што е добро. И сега си кажеш, нема да го пуштам, ќе го работам. И ќе го работам 2-3 години. Така. И сега уствари каде лежи зајакот. Значи сакав да звучи например како Weekend или како Лени Кравиц. И како тоа да го направиме? И прво се обратив тука на некои пријатели, продуценти, малце најдов на кочница, знаеш, ова многу ќе кошта, па како ќе го снимаме, па знаеш, треба да се знаеш и колку е снимање еден спот и такви работи. Викам, ја да пробам малце другачиј пристап. И го имав мојот сегашен продуцент и аранжер Мустафа Чамбазлар, го имав на Инстаграм ко френд и му пишав, му викам... Значи најрандом така. Да, му пишав вака и вака, имам некоја идеја, викам имам демо снимки да ти ги пуштам. Викам, ми пушти мејл. И му ги пуштам на мејл, ми се јавува после 2 сати. И ми вика, во Скопје ли си? Викам, да, добро, ќе дојдам задутре. Добро. Да купам карта, викам, добро, дојди. И дојде човеков, 4 дена седеш у Скопје и го поставивме како проект. И рече, ова е нешто што ќе биде супер. Јас со мојот тим од Турција сакаме да се вложиме во застане позади, во сето ова. И еве, 18 мај, пардон, во станица 21. Тоа е 6. Во станица 26. Дарио и Миг 27. Значи ќе биде провоција, ама чекај, ќе те, знаеш, пак сега да те потпрашам, да не сака да те потпише за негов лейбл после или нешто, знаеш, за некој така да се вложи, па и тоа е сериозно. Значи вака, тимот на Рис Флауер, кој што го има изработено албумот и се што е во албумот, тоа се песни, видеоспотови, се и се што е. Целиот проект. Целиот проект го сочинуваат 24 професионалци. Значи тимот од Турција, тоа се музичкиот продуцент и аранжер Мустафа Чамбазлар заедно со интернационалниот менаџер Фундалена Назик, заедно со
Ариқан Сиракаја, тоа е човекот кој што е микс и мастеринг Еден куп луѓе ги кажа, еден куп луѓе, меѓутоа и македонски тим. Значи не можам да не ги спомнам, тука се Денис Илиовски, Александра Гатовска, Марија Цветановска и бендот кој што го спомнав во Македонија. Значи тоа се многу луѓе кои што го вложуваат времето, енергијата, сите ресурси кои што ги имаат заради тоа што веруваат во овој проект и заради тоа што гледат до каде тој може да стигне. На англиски се сите песни? Сите песни се на англиски. Значи, веројатно ти е идејата дека треба на интернационален пазар да се пробива повеќе, или? Па да. Знаеш, зашо инаку би ги правил на англиски? Да. Така? Епа добро. И се пробива. И се пробива, и нека се пробива. Кој сака на 18 мај ќе си го чуе и целиот отсвиран во живо со фантастичен бенд, овие момци што ги спомна се секоја чест и една девојка. Така беше? Да. Така беше, добро, да не сгрешиме. Во меѓувреме да си жив, здрав и многу среќа. Следен пат кога ќе дојдеш со некоја интернационална награда, дај Боже да биде. Дај Боже. Фала ти многу. Рис Флауер. Гледате Еден на еден, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. There is a translucent smile.
Така, тоа беше Рис Флауер. Имаме уште едни многу интересни гости. Претходно само да ги поздравиме нашите пријатели и да кажеме бидете паметни, совесни, сортирајте си отпад како што правиме и ние. Хартија со хартија, стакло со стакло, пластика со пластика и ослободете се од отпадот на обележаните и пропишани места за него. Еве ги дечките од Кликни јади таман за да ни донесат храна и вие нарачајте си од најдобрите со најбрза достава. Кликни јади секогаш имаат многу промоции за вас. Супер, ние да поделиме тука што имаме за екипа и се гледаме со следните гости после овој джингл. На 13 јуни имаме премиера на детскиот мюзикал Малата сирена. Јас се уверив дека ќе биде топ, а сега ќе се уверите и вие. Тука се да ни представат се околу овој проект продуцентот Наташа, Лара и Калина кои што се актери и плюс Радо. Ајде внатре! Браво, бе, дечки. Значи, студио за детски мюзикал Бродвеј Джуниор, кој што е прв кај нас и веројатно единствен. Единствен и прв кој лиценцира бродвејски мюзикли. Тоа е многу важно. Значи лиценцира. Тоа значи дека ова што спомнам Малата сирена, тоа е Little Mermaid цртанот кој што сите го знаеме и сакаме, нели, и така натаму и така натаму. И ова се официјални песните кои што се од цртанов. Да. Сега се во мюзикал, така и се по најлегален пат земени. Да. Ништо нема крадено. Нема. Добро, одлично. И што ќе се случува значи на 13? На 13 очекуваме премиерата на нашиот четврт мюзикал поред. Започнавме со Ени Јуниор во 2018 година. И морам да кажам дека сите мюзикли ги преведува, односно ги препеува, се извинувам, сите песни Весна Малинова за овие мюзикли. Овој четвртиот сега е Малата сирена, кој некако се поклопува и со премиерата на филмот кој доаѓа во мај. Така да ќе биде доста интересно. А вкупно колку сте? 30 Така. Значи, рече си 40 на сцена. Како успевате да се скоординирате онака, знаеш, Калина, ти си Ариел, всушност, така? Ти си Малата сирена во мюзиклот. Како е на сцена? Мислам, организирани сте добро, требаше многу вежбање за да постигнете некој принцип на движење едно друго или беше лесно се од старт? Не лесно, ама со вежбање се постигнува. Се постигнува, да. И 35, колку таму 40 кога се делеа улогите, да речеме. Ора, ти како ете повозрастна, нели сега од децава. Имаше пример кај помалите, јас сакам тоа да го пеам, не ќам прв глас, сакам втор, не знам, такви работи. Да, тоа секогаш го има, значи секогаш нели треба да им посочиме на децата дека не е важно која улога е, кој глас пее, значи многу е битно да бидат барем еден дел од мюзиклот, без разлика дали тој ќе игра некоја поспоредна улога, дали ќе игра во танчерската група, дали ќе биде главна улога. Значи, јас верувам дека за секое дете може да најдеме правилно место и да го покажеме на вистина во вистинското светло, да може да покаже било кој талент го има, дали играње, дали пеење, дали глума. Има за секого место да си ги добие 5 минути човека. Интересна работа, мене овде ми е пишано сега. Вистина ли едно од децата пејачи кои што се во мюзиклов, дел од костимите ги има направено? Сами си ги прават повеќето, да. Има и тоа. Како така си? А не едно дете, него повеќе од повеќето учествуваат дури и во препевот. Ова дури е интересно со овој мюзикал, морам да напоменам дека пред година дена 3 од децата донесува препев и превод на целиот дури почнаа да се значи се занимаваат со во секоја област, не само со актерство, пеење, туку буквално со се што опфаќа еден мюзикл. Да, за да им е јасно, значи и на публика. Не е едноставно, нели сега од англиски Under the Sea, сега како ќе биде? Под морето е во случајов, нели, ама сепак треба да се одлучиш како ќе препееме, што ќе препееме. Не можеш буквално да го преведеш тоа и да му најдеш рима, не е така лесно. Гениален препев, гениален. Значи толку звучи, она, знаеш, како да е за нас да е пишувана буквално како тука, така да е многу добро. Морам да ги пофалам актерите, не само главните, сите, бидејќи јас работам со нив. Веќе се толку многу уиграни, прекрасни се певеа, значи и Калина што игра главната улога, да ги споменам и Деница, Давид,
Михаел, да не ми се налута другите, ги има стварно многу и навистина се топ, морам да ги пофалам, значи топ се, Така стварно треба. се посветени, учат текст на време, така да. Четврти рековме мюзикал направен. Така, четврти и здравје Боже, ова да си расте цела работа, да ве слушам уште многу пати. Не идовте на подршка, да речеме, за ова, бидејќи не е сепак ова едноставно да се организира, Не, ова се направи. мултидисциплинарни проекти кои се доста скапи да се продуцираат. Среќа на нашиот ентузијазам и на луѓето кои имаат слух, на децава кои имаат волја да работат, на родителите кои им даваат огромна поддршка. Да. Овој мюзикал сега го поддржа Алкалоид. Благодарение на нив ќе можеме да го поставиме во еден од нашите театри. Тоа ќе биде најавено во кој средината на јуни. Но дека си знаат дека 13 јуни си е премиерата, па ќе видиме сега за локација. Да, ќе видиме, така да полека се пробиваме. Мене ми е многу битен, јас сум наставник по музичко и многу ми е битен тој педагошки момент, да гледам како растат, како се развиваат таленти, како што рековте, поспоминавте дека деца креираат сами костими, даваат идеи за дизајн на реквизити, на сценографија и така натаму. Ги гледам како бираат својидни професии, па се предомислуваат, меѓутоа се во областа на уметноста. И едноставно тука децата кога учествуваат во вакви проекти си се пронаоѓаат. Тие сите имаат слични или иста љубов кон уметноста и едноставно тоа им е нивната безбедна зона, убаво име, добиваат поддршка од другарите, а секогаш викам славете го успехот на другите. Така да создадовме една многу убава група на деца и мило ми е што и приватно си се дружат, си се почитуваат и така јас повеќе од тоа педагошкиот аспект го гледам. Супер, само нека расте работата и јас кога бев на нивна возраст бев во детско драмско студио и тоа се уште ми се едни од најубавите спомени и од тогаш ми е целата љубов кон сето ова што го правиме и до ден денес, така што сигурно дел од овие деца и понатаму во кариерата ќе го прават тоа. Искрено верувам. Само нека им расте љубовта, нека ги држи ентузијазмот, нека се вакви сладки и талентирани како што се сега. Јас ги чув претходно, а сега ќе ги чуеме и сите заедно. Значи ова што сега ќе го чуете ќе биде баш еден од најубавите моменти од цела сезона 14 во 1 на 1. Ќе ги чуеме значи децата од мюзиклот Малата сирена, кој што ќе има премиера на 13 јуни, вие тоа запамте го и следете ги да видите нели каде ќе биде во која локација. Инстаграм страница на Бродвеј Јуниор или на Facebook на Бродвеј Јуниор. Бродвеј Јуниор, значи. Да, мюзикли за деца и младинци и ќе следат целата наша работа и дека го спомна Алкалоид. Најдоброто од Македонија Good Nature, тоа го имаме нели за сите тука, плюс од Зегин имаме подарочиња. Сега најубавиот дел го оставаме за крај на разговорот, значи да ве чуеме, да видиме како тоа се изгледа. Малата сирена, Under the Sea ќе ја пееме или Под морето. Така? Да. А ние се гледаме наредна недела во нова епизода од сезона 14. Овде ќе завршиме. Чао. Ариел, ова е твојот дом. Во човечкиот свет владее безредие. Животот под морето е 100 пати поубав во споредба со оној што го живеат таму горе. Ти сонуваш да си горе на копно под небото, а овде си што знаеш на дното под морето. Погледни го светот овде, тој толку е прекрасен и се овде се е твое, па што бараш повеќе од морето. Од морето, вода и песок има ли нешто поубаво. Горе на сонцето си плен, луѓето работат цел ден, но дека ние пливаме мирно под морето. На субони една риба не наоѓа среќен дом, аквариум или таба по полја на луѓето. Верувај ми, нас не готват на различни начини, не сакаат кај нив дома со кревки и зачини. Под морето, под морето, горе е тешко, ужасно жешко во тавчето. Морското дно е безбедно,
što na žici ražata drži tamo su. Crnata riba preko diva i zvoni sekoj ton. Pod more ton, sidem sa fini, tančevski fini, ima ton. More nam peso kod cifren, a ovde ima podmorski den. Zabava luda i 300 čuda, voda i peso.